Кај, кој што сега повеќе не е ни средношколец, сега е веќе студент, па би сакале да го прашаме во изминатиот период има неколку активности кои што не само средношколците, туку и цело општество го засега, протестите на СОНГ. Како тоа влијае на младите кои што треба да бидат дел од да бидат дел од факултетот кој што сега исто така имаат потреба од училиште и сега некои велат, се извинувам, правото на протест, ама и правото на образование. Чиво право е поголемо? Се разбира дека правото на образование е уставно право, исто така е право со човековите права од Обединетите нации, но треба да се разбира и потребите на професорите, наставниците, заради тоа што платите на професорите во Македонија се најниски плати во регионот што професорите земат. И очигледно дека и тие има право да се револтират и да барат по-високи плати, што ќе му обезбеди на нив да го вршат работата подобро. Но сепак дека важно исто така е младите да не изгубат, средношколците и учениците да не изгубат од предавањата и од материјалот што треба да го учат. Но нешто дополнително што би зборев во делот на протестот што се води од страна на професорите е тоа што, за жал, ако ги гледаме изминатите години и до ден денеска, СОНГ како работеше е што секогаш тие протестираа за повисоки плати. Никогаш тие не протестираа за повисок квалитет на образованието. Ние треба да после, ако дај Боже да му го поскапи владата платите и да седниме и да разговараме, окей, сега е времето заедно со вас, заедно со младите да се бориме за поквалитетен образовен систем, а не само за повисоки плати. Затоа што е важно какви генерации после ќе излезат од средното образование кои ќе се вклучат во високото. Тоа и поквалитетен образовен систем треба да се води заедно со професорите, со студентите, со средношколците, сите актери да бидат вклучени, за после младите да имат поквалитетен образовен систем што му одговара на потребите на пазарниот труд. Дали образованието, системот има таков метод да самите професори зборуваат без некоја невладина организација да дојде и да зборува за тоа, или мора некоја невладина да дојде и да промовира таков проект? Па сега доколку зборуваме за образовниот систем и говорот на омраза, јас можем да кажем дека образовниот систем е проблемот за проширување на говорот на омраза. Зошто? Јас, додека сум бил во средното образование, сум имал книги, каде што во тие книги имаше содржини со големо предрасуди кон другите заедници што живеат во државата и имаше сентименти на говор на омраза кон другите заедници што живеат во државата. Значи, еден од примерите што може да се најде во книгата за социологија е дека албанците не може да го контролират процесот на креирање на семејство, затоа што прават многу деца. Еден од содржините што пиша во книгата на социологија, што има предрасуди кон другата заедница што живеа на земјата. Што сакам да кажеме дека образовниот систем е еден од клучните фактори зашто ние денеска имаме говор на омраза и многу случаи што водат кон да кажам
тепачи и слични работи што кулминира со вакви случаи со тепачки. А за да се промени тоа, обавезно е да се реформира целиот образовен систем, да се реформират учебниците, да се тргнуваат од користење тие учебници што имаат говор на омраза кон заедниците што живеат во земјава, и важно е да се креира тој наратив што диверзитетот во земјава е богатство, а не закан. За жал, образовниот систем го промовира тоа што диверзитетот во Македонија, но исто така и во регионот е закан. Треба да се знае дека диверзитетот, знаење на повише јазици е богатство. Еден од богатството што регионот и Македонија има е тоа што е мултикултурна држава и има многу различни култури внатре. Тоа треба да се промовира како богатство, а не како закана на државата. Каде се собираат, каде разговараат за своите потреби, за своите цели, за тоа дали каде се движат. Ете, чисто ако например нема на некоја институционално ниво, каде младите се жалат, каде го кажуваат својот проблем? Сега, јас може да спомнам еден пример. Вака во 2017 кога беше основан Сојузот на средношколци во Тетово, ние го основавме Сојузот во еден мал кафич таму, поради тоа што во Тетово имаше недостиг на простори, на центри каде што младите ќе дојдат и ќе се дружат и ќе дискутират за различни иницијативи и проекти. Денеска истата приказна продолжи да нема простори каде што младите ќе можат да дојдат слободно таму и да се дружат, да дискутират за такви прогресивни идеи. Но тоа е еден од проблемите што македонската младина се соочува денеска, поради тоа што во моментот кога ти немаш некој одреден простор каде што можеш да одиш и да зборуваш за конкретни идеи, тогаш немаш што да збориш за други младински стандарди. Во делот што колегата го спомна за законот за млади, за жал ние имаме еден грешен пристап кога зборуваме за подобрување на стандардот за млади, затоа што веруваме дека преку донесување закони проблемите се решат. Ние имаме закон за млади кој е донесена пред 2 години, а тоа не е имплементирана како што треба после 2 години. Може да кажеме дека околу 10%, ако е добро, ако 10% е имплементирано од законот, но не е проблем само имплементацијата на тој закон. Проблем е и како се функционализира тој закон. Ако гледаме една точка од тој закон што вели дека секоја институција и секоја општина треба да има службеник за млади, ние го гледавме последниот период дека многу општини и многу институции веќе има службеник за млади, но јас како кажа доаѓам од Тетово и таму пред 4-5 месеци беше избран службеникот за млади и тој доаѓа од некоја унија на млади сили, може би. Па да бидам искрен, се трудам една недела да го најдам кој е службеник за млади, име и презиме, не можам да го најдам. Така што прашањето се води дали законот и дали овој службеник за млади му служи на младите во таа институција или на таа општина, или службеникот за млади му служи на законот само институциите или тие што го креираат законот да кажат еве тоа е имплементирано. Значи законите кога се креираат треба да се креираат на тој начин каде што му служат на младите, му служат на тие што законот за кој му е креиран, а не да му служи на законодавното да каже дека еве законот постои, ова е голем успех, имплементацијата ќе се имплементира, но како ќе се функционализира? Дали ќе му задоволи потребите на млади, тоа не ни е важно. Важно е само донесувањето и имплементацијата на закон. Дали тоа е причината за масивниот одзив на младите од државата? Може да биде еден од причините, но тоа е многу поголема дискусија поради тоа што зошто младите бегат се еден вкуп фактори.
Бегат поради, веќе спомнавме у почеток и Веса и јас, дека немаме квалитетен образовен систем, тоа е една од причините зашто бегат. Ние имаме граѓаните му веруваат на судството само 8% на граѓаните. Верувајте дека на каква состојба сме со дали имаме правна држава или не, дали имаме ефикасен здравствен систем. Се еден вкуп фактори што водат до младите да го напуштат државата и да некогаш да не мислат да се вратат пак тука, заради тоа што ако есенцијалните работи ти не му го даваш на кај граѓанинот и на кај еден млад човек, зошто тој после да дискутира да седи у државата или да се врати од една држава што тој е моментално. Така што мислам дека сите овие фактори што ги зборевме и тоа што политичарите и тие што водат со институциите не ги слушаат потребите на младите, тоа е еден од причините зашто тие бегат. Исто така спомна добро делот на декларација и токенизам. Јас поради тоа што со активизам сме бил дел од различни состаноци со министри и градоначалници за постигнување на неколку цели што ги имавме како млади лани и други години, и начинот како функционираат институции е тоа што ти може да работиш 5-6 месеци за некоја решение што ќе му го даваш на министерството или на некоја институција, и кога одиш на состанок, работата што тие се фокусирани е да прават слика и да одат до социјалната мрежа и да кажат дека еве ние младите ги слушнаме, сликавме тука со пиар, и заврши состанокот, ништо од тоа што се договорат внатре странките, ништо не се имплементира. Фокусот му е на институциите само да објават слики дека еве ние вратите ни се отворени, ние ги очекуваме младите, ги слушнаме какви барања имат, а после не само еден пост у Facebook, Instagram, Twitter, толку. Дали има национализам меѓу младите? За жал да, поради тоа што во изминатиот период ние гледаме дека поради да кажам поларизацијата што се случи во општеството ради различни политички партии, што поради да имат повише гласови во изборите, поради тоа што да пазите, ние имаме повишок национализам кога имаме избори. Поради тоа што гледаат политичките партии во анкети дека не се добри, и сега за да бидат добри знаат дека сентиментот што ги запали луѓе, тоа е национализм, да користат национализми. Тоа е, например, на некој начин опипале политичките партии кај поголемиот дел од граѓаните. Но зошто тоа кај младите, кај еден средношколец, тој не е, например, гласач? Зошто има национализам помеѓу младите? Еве, например, во училиште, во автобус, зошто би се тепале? Зошто еве, например, кога еве сега фудбалскиот тим Македонија победи, нели имавме некакви квалификации, па на плоштад наместо сите заедно младите да се собереме и да славиме, ние слушавме повици за гасни комори, за сотрување на една етничка заедница. Зошто е тоа така? Еден од дефинициите за национализам што се користи во различни студии е тоа што национализмот е колективна параноја. Е колективна параноја поради тоа што се креира поради причината што има ѕидови помеѓу различни заедници. Во моментот кога ние имаме ѕидови и не се знаеме помеѓу едни и други, нормално е да се креираат предрасуди што може да водат кон национализми, што може да водат кон различни паранои што ги креираат, што може да ги креираат младите и што ги креираат младите. Ги гледавме различни настани после победата на репрезентацијата на Македонија кон Италија. Гледавме такви настани што ни се случаја во земјава. Така што како може, пошто го спомнавме стратегијата едно општество за сите. Промената не почна од горе. Промената почне од нас. Ако само сакаме да направиме некоја конкретна промена, да не филозофираме секој ден по медиуми, треба да почнеме од себе да го правиме таа промена.
Тоа може да се случи кога ние немаме да имаме зидови помеѓу луѓето во земјава. Тоа ќе почне кога нема да имаме сегрегација во образовниот систем, кога ќе почнеме да учиме за културите на едни и други, кога ќе почнеме да го гледаме, кажав претходно, да го гледаме јазикот како богатство, а не како захана дека некој ќе дојде ќе ни го земе државата, такви паранои што води национализмот. На тој начин може да се направи промени. Креирање на стратегија едно општество за сите, не ќе се направиме еднакви можности за сите, тие се само филозофирање пред медиумите, што може би у почеток може да гледат убаво, но после тоа не може да се имплементират од озгоре. Треба тоа да почне од доле, од луѓето, и еден од најдобрите начини е интервенирање на образовниот систем каде што нема да има сегрегација, но ќе ги вклучи. Една од гранките каде што за едно општество за сите е и токму образованието, каде што стратегијата го опфаќа и образованието, каде што таму да се прават некои реформи, токму тоа за почитување на различностите, недискриминацијата, откоренување на говорот на омразата. Исто така учебниците кои што, како што ги спомнавте, се проблематични, би требало да се коригираат или да се тргнат од употреба, да се направат нови. Тоа е она што начина дека граѓаните и младите се мразат затоа што не се познаваат, не се дружат на некој начин, ако добро те разбрат. Што е тоа што треба да го направиме за да имаме едно подобро општество, мултикултурно општество? Што е тоа што недостасува? Еве, би почнале со Бленди, Веса, па би завршиле со Мустафа, затоа што сме при крај на дебата. Само кратко да спомнам тоа што го спомнав претhodно, е важно за да не се мразиме, да немаме зидови помеѓу нас, да почнеме да се дружиме и во образовниот систем на формален начин, но и во неформалниот образовен систем, за да гледаме колку е важно да бидеме заедно кон градење на една држава што ќе имаме просперитет тука. Од прво и второ ќе го развоиме државата за младите да не бегат. Да не се делиме заради тоа што младите имаат исти проблеми. Не само во Македонија, но туку и во регионот истите проблеми ние ги имаме и тие може само да се решат ако сме сите заедни, ако сите се бориме за истите цели за подобрување на нашиот стандард како млади. Затоа, за крај, како спомнав, е важно на место да имаме зидови, важно е да изградиме комуникацијски вештини помеѓу сите млади без разлика на која вера, етничка припадност или култура што припаѓа.